Вчера представници од општина Кочани и Центарот за развој на Источниот плански регион одржаа координативен состанок со избраниот изведувач на градежните зафати Анол Имекс од Скопје и фирмата одговорна за вршење на надзорот над објектот Студио Атриум од Штип, на кое е договорено да може да започнат градежните работи околу реконструкцијата на административната зграда на општината, со што истата сегашната енергетска Д ќе подобри во Б класа. Целта на состанокот беше официјално воведување на изведувачот на градежните зафати во работата, запознавање со објектот и дискусија околу динамичкиот план на реализација. Во текот на наредните 8 месеци, заклучно со декември 2017 година, ќе се изврши промената на фасадата, комплетна промена на надвршните прозорци и врати, промена на кровната изолација на стариот објект, изградба на зелен кров на новата зграда, како единствен репрезентативен примерок во регионот, поставување лифт и адаптација на тоалети за лица со физички хендикеп. На координативниот состанок беше потенцирана потребата од изградбата на прецизен динамичен план за изведба на градежните работи, што треба да се достави од изведувачот поради природата на работата и основната функција на институцијата, која што представува сервис на граѓаните и во ниту еден момент не треба да биде блокирана во својата работа. Градоначалникот Радко Димитровски истакна дека паралелно со овие градежни активности, општина Кочани ќе работи на замена на комплетната електрична инсталација и на надворешниот влез во зградата. Проектот Зелени згради за заедничка зелена иднина е финансиран од Интерек ИПА програмата за прекогранична соработка Македонија-Бугарија. Центарот за развој на Источниот плански регион е водечки партнер во соработка со областната администрација Благоевград, каде исто така ќе се врши реконструкција на областната зграда. Вкупната вредност на проектот е 398.000 евра, а периодот за реализација е до октомври 2018 година. Со проектот се промовира соработка и нови иновативни практики во делот на заштита и зачувување на животната средина преку употреба на нови технологии и мерки во текот на реализацијата, размена на искуства и најдобри практики во меѓу двата региона.